Време е за најновите информации од регионот Македонија и светот. Понастанете кога одбележаа денот, се враќаме веднаш. Останете со нас. Ке се гради покриен градски пазар во Велес. Промовирани 6 брајови и 3 аудио книги за слепи лица. Градоначалникот на Неготино, Ванчо Апостолов, додели 120 новогодишни пакетчиња. Ке се гради покриен градски пазар во Велес. Реализацијата за овој капитален проект чини 12 милиони денари. Средства кои општина Велес ги издвои од сопствениот буџет. Изградбата се очекува да започне кон почетокот на месец април идната година, најави градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Еден од неколкуте капитални проекти предвидени за реализација во 2017 година на локалната самоуправа е изградба на покриен градски пазар. Тој воедно е 10-ти капитален проект ветен во изборната програма од локалните избори. Реализацијата чини 12 милиони денари, средства кои општина Велес ги издвои од сопствениот буџет. Имаме понатамошна изведба, зависи од динамиката на изведбата. Прво ќе го покриваме долниот дел од пазарот, кај што можете да видите дека ова е веќе идејна 3D анимација. Исто така тука идејниот проект е готов, го чекаме основниот проект со ревизија да издадеме дозвола за градба. Чадиев најави дека се очекува изградбата да започне кон почетокот на месец април идната година. Со реализација на овој проект, граѓаните на Велес ќе добијат подобри услови за работа, но ќе ги заштитат и своите производи, кои досега ги продаваа под отворено небо. Подобра услуга ќе добијат и велешани кои традиционално основните продукти ги набавуваат токму од овој пазар. Општина Велес денеска започна да го дели отчетот за сработеното во 2016 година. На градскиот пазар граѓаните на Велес имаа можност да се запознаат со се сработеното на локалната самоуправа во изминатата година, воедно и со реализираните 114 проекти, од кои директна корист имаа граѓаните на Велес. Се дели отчетот на општина Велес за изминатата година на градскиот пазар. Велешани можеа да се запознаат со се што локалната самоуправа сработила во 2016 и што се е постигнато за напредокот на општината. Анкетираните граѓани задоволни од работата на локалната власт. Сум задоволни од работењето на градоначалников. Има работи, улични убави си понаправија работа, што се можеш и тоа. Добро е да работи, да се обновува, да се прават нови објекти, такви работи. До сега добре, па од сега не знаеме. Точно, се работи. Немам зборови. Мислам да. Општина Велес во изминатата година реализираше 114 проекти, од кои директна корист имаа граѓаните на Велес. Отчетот и понатаму останува практика на локалната самоуправа, како сублимат на сите реализирани активности. Сообраќајна несреќа се случи денеска во Велес. На улицата Владимир Назор се судрија два автомобил. Едното возило е со скопски регистарски таблички, а другото е такси возило. Првичните информации се дека покрај материјалната штета, 3 лица се здобиле со лесни телесни повреди. Додека полицијата правеше увид, оваа улица беше затворена за сообраќај. Која е причината за настанување на несреќата ќе се знае по завршувањето на увидната постапка.
Се спроведуваат специјализирани обуки за невработени лица преку проектот Подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот во општините Демиркапија и Росоман. До сега се одржани 7, а се предвидени да се одржат по 25 обуки во двете општини, со цел стекнување и подобрување на одредени вештини на невработените лица, со кои ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот. Специјализирани обуки за невработени лица преку проектот Подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот се спроведуваат во општините Демиркапија и Росоман. Преку овој проект е предвидено да се одржат по 25 обуки во двете општини, а целта на истите е стекнување и подобрување на одредени вештини на невработените лица, со кои ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот. До сега се одржаа по 7 специјализирани обуки во двете општини, а учесниците веќе имаа можност да се запознаат со поимите предприемачи и предприемништво, со познавање за потребните документи при аплицирање за вработување и преку практични вежби се изработуваа своји сопствени резимеа и мотивацијски писма, се запознаваа со поволностите од користење на енергетската ефикасност, како и да ги користат и имплементираат мерките за енергетска ефикасност и можноста како од тоа да се создаде профитабилен бизнис, како и со вештини за поактивно вклучување на пазарот на трудот. На следните обуки фокусот ќе биде насочен кон ИПАРТ фондови, туристички евалуатор, угостителство, регистрација за потекло на оригиналноста на производот, влијание на климатски промени во земјоделието. Освен специјализираните обуки, ќе се одржуваат и практични тродневни обуки, чија цел ќе биде да се создаде виртуелна работна средина за учесниците. Проектот е финансиран со средства од Европска Унија и Министерството за финансии на Република Македонија, преку секторот за финансирање и исклучување на договори и е кофинансиран од партнерите општини Демиркапија, Фондација за ново образование и бизнис и општина Росоман. Проектот се реализира преку програмата ИПА-4, развој на човечките ресурси и подобрување на социјалната инклузија. Градоначалникот на Неготино, Ванчо Апостолов, денеска им подари новогодишни пакетчиња на 120 деца од предучилишна возраст, кои секојдневно ги посетуваат 7 игрални во неколку населени места од оваа општина. 120 дечиња денеска израдува градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов во населените места Дисан, Тимјаник, Пепелиште, Криволак, Војшанци, Црвени брегови и Тремник. Апостолов денеска им додели пакетчиња на децата од предучилишна возраст, што придонесе за поубави и посреќни новогодишни и божикни празници. Кажи ми како се викаш? Дарија. Кој ти донесе тебе новогодишно пакетче? Градоначалникот. Му се заблагодари ли ти на градоначалникот? Да. Длазо да кажи малко, така комбизи им донесе. Добро. Јас сум благодарен. Градоначалникот. И што му кажа ти? Му кажа Благодарен. Му испеавте песничка? Да. Што посакуваш Дедо Мраз да ти донесе за нова година? Пакетче. Анастасија. Анастасија, тебе кој ти донесе денеска пакетче? Градоначалникот. Како му се заблагодаривте вие? Благодарен. Му испеавте песна? Да. Што сакаш тебе Дедо Мраз да ти донесе за нова година? Пакетче. Кажи ми што сакаш Дедо Мраз да ти донесе за нова Пакетче. Пакетче. Добро. Како се викаш? Адријана. Емилија. Емилија, колку години си? 4. Кој ти донесе тебе пакетче денеска? Градоначалникот. Градоначалникот му кажа благодарам. Да. А тебе веруваш ли ти во Дедо Мраз? Што сакаш Дедо Мраз да ти донесе? Пакетче. Ова е традиционална активност на општина Неготино во пресрет на Нова година. Секоја година градоначалникот ги посетува 7 игрални во неколкуте населени места од оваа општина, им подарува пакетчиња и им посака многу здравје, љубов, среќа и безгрижно детство. Тука се собрани сите дечиња од предучилишна возраст, значи до некаде 5 годишна возраст, пред да тргнат во забавиште. Општина Неготино секогаш набавува материјали за да можат дечињата да ги извршуваат своите активности заедно со наставниот кадар кој е ангажиран од страна
на општината. Еве и оваа година им подаривме по едно новогодишно пакетче, тие ни испеја многу убави песнички, ни се пофалија од работењето на наставниот кадар. Локалната самоуправа секогаш набавува материјали за да можат да се реализираат активностите за децата во игралните од страна на наставниот кадар ангажиран од општината. Дечињата се пресрекни и со нетрпение го очекуваат градоначалникот да дојде и да им ги донесе тие нивни поклони, бидејќи и самите слушнавте дека се што посакуваат да им донесе градоначалникот и Дедо Мраз се тие новогодишни пакетчиња. Од страна на општината добиваме материјали за работа на овие дечиња кои се всушност ги подготвуваме за предучилишна возраст. Имаме 19 дечиња, но за жал не беа сите денес присутни, имаме многу болни. И за нив градоначалникот ни остави пакетчиња, така да и тие ќе бидат израдувани од наша страна и од страна на градоначалникот и од општината. Па подготвивме песничка што им ја испеа на градоначалникот. И имаме и песничка исто за Дедо Мраз. И стихотвор, песнички и така. Во знак на благодарност децата пееја новогодишни песнички и рецитираа стихотворби, а насмевките на нивните лица покажаа колку само едно мало внимание може да ги направи среќни и весели. Утре новогодишни пакетчиња ќе добијат и децата од детската градинка Фемо Кулаков од Неготино, но и учениците од 5-то оделение. Промовирани се 6 брајови и 3 аудиокниги за слепи лица од Брајовата библиотека Радко Пајдаков при Сдруженијето на слепи лица на општина Велес. Овој проект е финансиран од општина Велес и од национален карактер, бидејќи ги користат слепите лица од цела Македонија. Брајовата библиотека Радко Пајдаков, која функционира при Сдруженијето на слепи лица на општина Велес, трета година поред промовира книги наменети за слепите лица. 6 брајови и 3 аудиокниги оваа година го збогатија катчето на библиотеката. Проектот е финансиран од општина Велес и од национален карактер, бидејќи книгите ги користат слепите лица од цела Македонија. Од 2500 регистрирани наши членови, активно го користат некаде околу 700 лица, но со ваквиот тип на проекти до неколку деценискиот мрак во брајовата техника го осветлуваме и се обидуваме на читателската публика, односно на слепите лица, да им овозможиме брајови книги. Локалната библиотека Гоце Делчев од Велес е единствената библиотека која има отворено катче за слепи читатели во Македонија. Директорот Крајчев вели дека од година во година бројот на брајови книги во библиотеката се зголемува. Вториот проект кој што денеска ќе го промовираме е снимањето на аудиокнигите кои што од оваа година е поддржани од Министерството за култура на Република Македонија. Издвоивме оваа година, направивме 3 нови книги, тоа се Странецот, Гоце Делчев и Судбината на човекот, на кои што сме многу горди. Пред неколку години направивме и една книга самостојно, ја направивме таа книга. Ентузијастички се работеше за народни приказни на балканските народи. Брајовите книги ќе бидат дел од училиштето за слепи деца и младинци Димитар Влахов од Скопје. Во музеј галеријата на Кавадарци денеска беше отворена изложба на сакралните објекти и на старата рурална архитектура од Велешкиот регион. Стари цркви, манастири, икони, куќи и природни убавини се овековечени на 37 паноа, кои говорат за богатата историја во општините Велес, Чашка и Градско. На 37 паноа денеска беа представени сакралните објекти и руралната архитектура од Велешкиот регион. Општините Велес, Чашка и Градско изобилуваат со староградска архитектура создадена векови наназад. Стари цркви, манастири, икони, куќи и природни убавини се овековечени на овие паноа кои говорат за богатата историја во населените места од Вардарскиот регион. Денес, почитувани, имаме можност да го видиме недвижното културно наследство на Велешкиот регион, што значи дека преку фотографија на 37 панои ќе имаме можност да ја видиме оваа значајна изложба која што е проект на два значајни музеа, и тоа музеот на
Велес и Националниот конзерваторски центар од Скопје. Што значи, оваа изложба навистина ми прави чест и задоволство да ја најавам и е под наслов Сакралните објекти и руралната архитектура од Велешкиот регион, Велес, Чашка и Градско. Изложбата е поттикната од фактот за се поголема неповратна миграција на селското население во поголемите градови, што резултирало со напуштање на старите огништа. Сепак и во вака раселени села се уште постојат живи траги на куќи со богати архитектонски карактеристики, кои обстојуваат и покрај сите временски непогоди. Двајцата автори, Дарко Николовски и Елена Николова, работеле на овој проект 3 години, при што посетиле 77 села, од кои половина се представени на оваа изложба. Најголем дел од вредните сакрални објекти кои се документирани и фотографирани се од 19 век, но има и такви кои се од 17 век. Од 17 век посебно се издвојуваат црквите во велешките села Црквино, Свеќани, Мартовци, Бистрица, Габровник, Убогоно, Гаевци и Дреново, кои кријат досега непознати за научната јавност споменици од поствизантискиот период. Храмовите од овој период се, иако еднокорабни и со помали димензии, во најголем дел разрушени или присликувани во 19 век, сепак сведочат за зоографските активности и ја пополнуваат релативно непознатата слика за поствизантиската уметност во Повардарскиот регион. Природата, полето, специфичната конфигурација на теренот, водите, зеленилото, прават спој со архитектурата, за чија единствена и неповторлива концепција е заслужна чудесната снаодливост на безимените народни неимари и прекрасниот пейзаж во кој изникнале селските населби. Државната изборна комисија утре до собранието треба да го достави извештајот за резултатите од предвремените парламентарни избори 2016 и освоените мандати. Според договорот од пржино, техничките назначени министри и заменици треба да се повлечат од функцијата. Ке се свика конститутивна седница на собранието на Република Македонија, на која ќе треба да се верификуваат претеничките мандати. Најдоцна во февруари Македонија треба да го има новиот владин состав. Вести од Македонија. Ако се почитува договорот од пржино, технички назначените министри и заменици треба да се повлечат од функцијата веднаш штом Државната изборна комисија ги објави официјалните изборни резултати. Првичните информации говорат дека тоа треба да се случи во текот на утрешниот ден. Најавите пак од кабинетот на председателот на собранието Трајко Велјановски говорат дека изборните рокови ќе се почитуваат. Тоа значи дека до крајот на оваа седмица ќе се свика конститутивната седница на собранието на Република Македонија, на која ќе треба да се верификуваат претеничките мандати. Откако тоа ќе се заврши, председателот Ѓорги Иванов ќе го предаде мандатот за составување на новата влада. Очекувањата се дека тоа ќе биде ВМРО ДПМН, како политичка партија која заедно со своите коалициони партнери освои 51 претенички мандат. Најдоцна до февруари, Македонија треба да го има новиот владин состав. Земјоделците се загрижени. Студените временски услови со температури до минус 14 степени без снег, минатата и почетокот на оваа недела може да предизвикаат штети кај есенските посеви, односно мрзнење на подникнатите жита, особено на јачменот. За разлика од житото, ваквите големи температурни разлики во текот на еден ден не представуваат опасност за лозијата и за овошките. Според агрометеоролозите, среќна околност е она што неголемиот студ беше само во Скопската котлина и во Малешавијата, но не и во двете неголеми житници, Пелагонија и Полок. За разлика од пченицата, опасност од измрзнување кај повеќегодишните насади на овошките и на виновата лоза засега нема. Презимувањето е во границите на нивната издржливост во зимски услови. Постепената промена на времето и покачување на утринските и дневните температури денови влијаеше позитивно на сите земјоделски култури. Петнаесет лица се повредени откако авион со 154 патници излета од пистата во индиската провинција Гоа. Инцидентот се случи при полетување при што авионот се извртел за 360 степени и завршил во тревникот. Патниците и екипажот потоа биле евакуирани, при што било конституирано дека дел од нив претрпеле повреди.
Од авиокомпанијата Jet Airways соопштија дека причината била техничка грешка, но ќе се спроведе целосна истрага, следуваат вести од светот. Русија ги стопира летовите на авионите Ту-154 сите додека не се утврди причината за несреќата со авионот од таков вид кај Сочи. Во несреќата на 25 декември рано из утрината загинаа 92 лица, меѓу кои познати руски музичари, новинари и воени лица. Авионот се урна во Црното море покрај Сочи на пат за Латакија во Сирија. Пронајдени се телата на 12 од жртвите и над 155 делови од авионот. Едно од црните кутии на рускиот авион кој се урна во Црното море е пронајдена. Очекувањата се наскоро таа да биде извадена од под вода. Потрагата на нуркачите продолжува по останатите две црни кутии. Во текот на ноќта пронајдени биле телата на уште тројца загинати, но и делови од авионот со кој се превезуваа руските музичари, воени лица и новинари. Медиумите во Турција нема да известуваат за текот на истрагата за убиството на рускиот амбасадор во Турција, Андреј Карлов. Турска Анадолија пренесува дека по барање на обвинителството, судот во Анкара донело одлука да забрани медиумите да известуваат за тековната истрага. Забраната се однесува и за објавување на видеозаписи од местото на убиството, како и за сведочењата на осумничените лица. Забраната ќе важи се до завршување на истрагата. Петнаесет лица се повредени откако авион Боинг 737 излетел од пистата за време на полетувањето на аеродромот во Западна Индија. По несреќата авионот завршил покрај локалниот автопат. Сите 154 патници и 7 членови на екипажот биле итно евакуирани од авионот, кој требало да лета за Мумбај. Еден од патниците ја опишал страшната несреќа велејќи дека авионот се мачал да полета, но тоа било безуспешно, а неколку минути подоцна забележал црн чад и започнала целата паника во авионот. Во авионот имало и бремена жена, а сите повредени патници се здобиле само со исекотини, модринки и скршеници на телото, пренесуваат тамошните медиуми. Компанијата несреќата ја потврди преку соопштение во кое наведе дека причини за несреќата се технички проблеми на авионот. Денеска имаме променливо облачно време. Во текот на денот, поради спуштање на многу студена воздушна маса од север, има зголемување на облачноста, особено во северните и во западните делови од земјава, а на пониските места повремени врнежи од дожд, додека на планинските врнежи од снег и формирање на снежна покривка. Утре слично време на денешното, но малку постудено во текот на ноќта. Деталите во продолжение. Ова беше последната информација за овој дневник. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!